Во Домот на културата во Кавадарци во саботата беше промовирана книгата За животот, љубовта и билките на нашиот сограѓанин Иван Чемерски. Се работи за прирачник на чија промоција говореа Маријан Тодоровски и Александар Малинков, низ разговор што го провоцираше Чемерски на негов јазик за посетителите да одговара на разни прашања што беа многу блиски до осознавање на ова ново книжевно издание. Чемерски, воден од неговото успешно лекување или искуство од борбата против ракот на простата, покрај со своји совети наведува и рецепти за начинот на употребата на лековитите билки. Во ова негова битка против ракот му помогнале членовите на неговото семејство. Иван Чемерски вели дека секој дом треба да има домашна билна аптека. Во сопствениот двор или во сакси има посадено се, главно жалфија, рузмарин, здравец, чуварна куќа, глуварче, алоe вера, босиле, коприва, маточина, тегавец, нане, магдонос и селер. Препорачливо е во секој дом, вели тој, да има масло од кантерион, ајдучка трева, тинктура од прополис, смеса за лекување на желудник и цревата, комбуха, кои исто така може да бидат исклучиво во стаклени садови. Инаку тој ќе подготвува и нова книга која исто така ќе биде посветена на канцерот и на вечната борба која ја извојувале оние во своја корист на здравјето, кои биле излечени со многу пациенти од поранешна Југославија. За мојата идеја, ова што сега го напишав да го ставам на хартија, моите позитивни искуства од лекувањето со алтернативна медицина не потикнаа моите ќерки Цанка и Надица. Моја цел е со оваа мала книга или прирачник да помогнам за сите оние кои имаат здравствени проблеми и кои изгубиле секаква надеж дека е можно да се најде лек во алтернативната медицина. Секако со применување на советите на лекарите, затоа што медицинската наука е многу напредната и без неа не се може. Освен примената на медицината како превенција од многу болести, со овој мој труд би сакал сите луѓе да ги приближам до природата со цел да се живее во хармонија со неа, рече на ова промоција авторот Иван Чемерски. Иван Чемерски го знам целиот мој живот. Всушност, поточно е дека Иван Чемерски ме знае мене целиот мој живот. Повеќе отколку што се знам самиот себе си. Иван е човекот кој секогаш бил тука кога нешто требало, човекот од кого научив дека не се само книгите важни за образованието и општата култура, туку и списанијата, стриповите и дневните вестници. Да, малку сум емотивен, ќе ми простите, оти Иван Чемерски сепак ми е роден Бујко, најблиска рода, човек чија енергија ова вечер ни е на располагање. А неговата енергија не е било каква. Таа е пред се градска. Оти Иван е еден од, буквално, градителите на модерно Кавадарци во сите општествени сегменти. Например, макетата на модерно Кавадарци од 21 век, беше поставена своевремено и на увид на граѓаните токму во неговата канцеларија, каде тој воодушевено ја објаснуваше визијата на неговите современици за едно модерно и европско Кавадарци, Кавадарци пристојно место за живење. Многубина од вас, почитувани пријатели кои сте овде вечерва, знаете дека Иван е едно човечиште од човек. И ете, токму сега пред нас ни представува еден мал дел од својот живот, една интима, низ која сака да каже дека животот е убав ако знаеш да го живееш. И да бидам малку вулгарен, по кавадаречки кажано, тоа би било дека животот не е заебанција, туку раскош кој мора да се почитува. За самата книга ќе проговори самиот тој во минутите кои следуваат, а јас уште неколку нешта. Ќе дозволите, почитувани, и понатаму да бидам малку субјективно емотивен, оти нели Иван Чемерски ми е Вујко. Кога прв пат се судривме со материјалот кој тој го напиша, знаевме дека, иако не е на многу страници, ќе мора да бидеме предпазливи со оглед на тоа што станува збор за здравје и секојдневие исполнето со дефиниции што и како да се прави во денот кој трае, во утрешниот ден, во тој потоа. Арно, неговата храброст на хартија да ја стави неговата интима ни даде поттик да го средиме материјалот и по долги денови разговори, поправки, да ја ставиме приказната на увид на јавност.
А приказната вели, книгата не би постоела ако не беше поддршката на неговата сопруга Неда, мојата најдрага Војно Неша. Стожер на семејството Чемерски, жената која ги издржа сите перипетии на нашето семејство и со нејзината наспевка и преградка се уште не носи напред. Фала ти, Војно, за се. Но, не би имало ништо вечерва, ако не беше иницијативата на неговите керки Цанка и Надица, ако не беше поддршката на семејството на неговите черги. Урбанин Кавадарчани, ова е втор, оваа пролет, после промоцијата на книгата поезија на Марта Димитров, имам уште еден Кавадарчанец на друга тема. И добро што Маријан го скрши мразот, иако тој е познат тремач и без разлика што е лузер, блогер и така натаму, повеќе се изразот преку пишаниот број и преку други медиуми, меѓутоа вака уживо добро издржа. Знам дека и Чичко Иван е сега прв ќе го употребам тој термин, да не го употребуваме вака. Господине автори и така натаму, меѓутоа без многу интимизација, бидејќи мене ми е со децени близок, дури сме соработувале на некои работи, а во последните некои месеци се дружевме овие тројца. Пакувајќи го ова интересно парче хартија кој јас го нареков труд. Значи Марија нарече, спомна 2-3 пати книгата, може да се спомне дека тоа е дело на еден автор, јас го нареков труд. Зошто труд во оној разговор како ја концепиравме оваа наша вечер. Уште еднаш да не останам должен благодарност до сите гости во толка број овде во градската галерија на Домот на културата. Домот на културата има Мазов Климов станува отворен за соработка како со институции, така со поединци, автори, невладини организации и така натаму и во име моје лично и во име на Домот на културата и на сите вработени кои се тука вечер, сабота е вечерта, тука се ви изразувам благодарност за интересот, за посетеноста, за оно што се случува во градот, во секоја област, но еве да преминеме на овој труд. Јас ќе почнам од она што кршавме копија од насловот на овој труд. Значи, се за животот, љубовта и билките. Имаше повеќе опции. И тука е на една 52 страна од ова дело, од овој труд, нели велам, станува збор за оној договор. Бидејќи со Чичко Иван се договоривме вака. Двајцата сме импровизатори и така решивме оваа вечер да биде, ама на готово. Значи на подготвено, на договорено. Тој е апсолутно подготвен да импровизира на оваа тема, бидејќи негов трудот јас преку средбите и преку договорите. Значи, ова воопшто нема да бидат договорени, јас одбрав 3-4 позиции кои што се интересни за тој да ја раскаже својата приказна, бидејќи тука се содржи се она што треба да биде. Ќе го имате. 52 страна, само да ја најдам, многу интересно, не можам да цитирам ако не видам. Договор за толеранција. И јас би почнал со овој разговор со Иван Чемерски околу овој договор за толеранција. Бидејќи нема криење, ова отворено, што е причината практично да се направи еден ваков труд. Јас прво да изразам целосна благодарност на АСО и на Весна за поддршката што ми дадоа, а можам слободно да кажам, без Маријан и Билјана оваа книга немаше да се издаде, бидејќи они ја на 2-3 пати откажав работа, а завлеков скоро цела година, едноставно не можев да најдам спонзори, сите откажуваат, треба да намалиш од 250 страни на 100 страни, па на волку страни, па сликите да ги сврлиш во вода, и на крајот мислев што книга ќе излезе таа помалку од 100 страни без содржина. Пиши, сега не знам колку ќе ви се допадне, тоа е друга работа. Што беше мојата идеја за да дојдам до ваква една книга да напишам? Јас од поодамна имам желба да се занимавам, моите пријатели, другари знаат со собирање на билки, со пиење чаеви,
На мојата работа, колешки има тука знаат, талмо сме дискутирале, ова билка, ова помага, она помага. Но не би сакал да зборувам за морбидни работи, за она што мене во животот ме снајде, и што може би ме натера да завршам книгата, бидејќи ја не се срамам да кажам дека се оболив пред 3 години, имав рак на простатата, со карцином по одмината фаза, и како се лечев, што се лечев, не би сакал да зборувам, оти малку и мене ми е незгодно. Едно у својот живот сватив, а тоа, да ви кажам искрено, го слушнав еднаш од тој еден психијатар, Чепраганов, мислам се вика, на телевизија беше кога збореше дека се дешава во мозокот на човекот, и мозокот е тој кој што диктира што да прави организмот. Јас, читајќи го тоа, си реков, чекај, ја нешто ќе направам, направив ете таква една плаката, во која што зборував дека, таму сега да не ја читам, дека ја знам дека си ти кај мене, дека ја не можам за тебе да ти избркам, него ајде да се договориме, да се толерираме, па ако ја умрам и ти ќе умреш, ако ја останам жив и ти ќе останеш жив. И таа плаката ја залепив дома и направив така да секој што ќе влезе у мојата куќа мораш да ја прочита плаката. Дури кажував на луѓето, ако не ја прочиташ плаката на глас, да си одиш дома. Многу луѓе ми се смеа. Многу луѓе ми викаа што се вие глупости вакви, зошто нели те срам да кажуваш дека ќе имаш рак. Не се плашам, ја и ден денеска зборувам, имам рак, се излечив од ракот, али никој не може на овој свет да се излече од ракот, тоа да биде јасно, тоа се микроскопски таму чели, ја не се ни разбирам, така да може и после 5 години па да бувне, ама сега за сега сум во животна опасност. И ќе го користам животот онака како што Бог ми го дал, да уживам во него, да се радувам на него, и сакав да на младите луѓе му кажам дека треба уште млади да почнат да си го менјат начинот на животот. Ја не успеав кога бев млад да го сменам, може и за тоа ги претрпев тие сите тегоби. Надежта е последна која умира. Се додека човек жив треба да има надеж во себе и да, тоа сето во книгата опишано, да се придржава кон некои си норми. Основно е, стално на сите кажувам, секој 6 месеци треба човек да оде на лекарска контрола, треба да ги слуша лекарските совети, треба со лекарите да соработува. Лекарите се тие кои што без нив не може да обстане, мислам, човештвото. Треба да имаме целосно поверење во нив. А ова алтернативната медицина, тоа е, за тоа се вика алтернативна. Ако почнеш на време да ја применуваш, ако почнеш да ја применуваш како додаток во јадењето, ќе има, можеби, некои превентивни резултати, да ти се олесне ситуацијата. На крајот моја сето сознание дека најважно е во животот начинот на исхраната. Треба човекот да се хране така како што е опишано во книгата, ако сака да има некои побидни резултати. Кога преди доста долго време сопругата си изгоре со тигање, со зејтина рипна на лицото, и сета беше изгорена, и јас бевме толку испаничени, бидејќи она беше медицинско лице, лекарите рекоа парафински газ ја измота сета, и дека ме тешаа мене, дека ќе се направиме, ќе направиме и пластични операции, ова, она, сето после тоа, но имаше некои добри луѓе кои што ме советуваа, абе пробај, вика, со некои народни лекови, ја нема врска кои се тие народни лекови, поима немам за тоа. И ми дадо едно шише, почна да се мачка жената, секој е опишано туку книгата како тоа го правевме, па почна да се јавуваат други добри луѓе, еве Добра Ставров имаше една жена таму, чистачка беше во Тиквеш, некои кремови, па со неја тоа покушавме, и ева жената моја ден денеска има убаво лице, нема трагија од изгорено. И по каталогизацијата на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски стои пода народна медицина. Сега, не говориме оваа вечер за, не знам, за билките на баба Рада или за некои чаеви.
Интересен е моментот што го спомна авторот на овој труд, паралелата со начел да потенцира традиционалната, класична медицина, нетрадиционалната народна, и современата тука е потенцирано некој момент од каде доаѓа тоа баш по крвна група. Ја од кој се разболив, бидејќи отворено со мои пријатели, со сите зборев за раква, дури му сум досаден, моите колеги пензионери знаат секој ден тоа, па тоа, веќе главата му на буфтав. Почна мене да ми идат луѓе, Чичко си бил болен од рак, да ни дај шапче и ние имаме болено куќе. Ја врска немам, викам, ни сум лекар, ни знам да лечам, па ни се разбирам у медицина. Јас пратам се што е во компјутерот запишано за оваа болест. Секој човек кој што таму се јавил, ја му се јавувам по писмен пат, го прашувам, се консултирам, сето со стотици луѓе, да не речам, стотици, десетици луѓе јас сум се консултирал и јас си најдов начин на кој се лечев. Сега срамота да кажувам, докторите ќе ми замерат. Ја констатирав дека во природата постојат само 4 работи кои што го лечат ракот. Први е петролејот, второ е содата бикарбона, третото е канабисот и четврто е варовата вода. Имам тука мои пријатели, колега, знаат дека во Кавадаци покрај мене има и други луѓе кои што се излечиле со варова вода, исто проблем. Има луѓе кои што ја знам се излечиле само со канабис. И успешно, и ден денеска се живи. Јас пиев варова вода не пиев петролеј, 4-5 години го пиев ова што е сода бикарбона редовно и пиев канабис. Да ви кажам, искрено, кога го затвараа Кежаровски у затвор, може и мене да ме затворат, бидејќи ја пиев улје од канабис, што да ви кажам. Не кријам ја. Сето тоа допринесе да, можеби да, ја не можам да кажам во ова допринело или ноа, али сето таа постапка допринесе да ја мојот тумор маркер од 3,4 го сведам на 0,07%. Сега он ќе варира, како годините стареат, ќе дојде, ќе се дигни на 10, можеби, ќе пат се спуште, али важно, пред 20 на дена бев на контрола во онкологија, и на секој 6 месеци одам, докторите ми рече, ти си бон животна опасност. Тоа е најбитното. Сега, дали Господ ќе речел да живееме уште 10 години, уште 5 години, тоа е негова работа, кога ќе не земе тогаш, али да живееме квалитетно. Не се работи тука само за испробани предлози, лекови и така натаму против канцер. Тука има и крвен притисок, и главоболки, и салмонели, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, ако се работи за ова грдото, што го спомнуваме стално, медицината си знае како е. Или е инвазивен, или е хемо, или е, нели, зрачење и така натаму. Меѓутоа, горе-доле, голем дел од врвните лекари препорачуваат она што не е штетно, што може да придонесе. Во тој контекст говориме тука и за животот, и за билките и така натаму.